За ова 21-во издание на Фонија, денове во Скопје имаме еден специјален гостин, човек кој што години и пол го немаме видено во Скопје, кој што направи еден брилјантен концерт таму некаде во март, не се лажам, да, во март 96-та година, заедно со Ripping Treatment, промоција на тогашниот нов материјал на Кисмет, отиде во Австралија и што конкретно таму овие години и пол работеше. Да, одма почнав да го работам новиот албум, иначе го завршив во февруар, главно се концентрирав на тоа. И после, инаку сакам да кажам дека албумот излегува на 9 септември. Да го покажеме, ова е промо дискот. Да. Социумот излегува на 9 септември за американската компанија Tonke Jultis. Добро, како дојде до оваа соработка со оваа американска компанија? Слушнав за оваа година и пол некои муавети дека Кисмет преговарале, односно имале понуда од некоја германска фирма за која што во Германија поточно се појави една песна на компилација, имаше некои други муавети така и дојде до соработка со америчка фирма. За Tonke Jultis ја ги знаев преку магазини што сум претплатен, знаев списанија и преку интернет. Мислам, извонредна компанија се таман за Кисмет, многу експериментална, амбиентална. И некои познати имиња кои што се наоѓаат. Френк Запа има работено, Дрю Нјуман, Iron Flux МТВ што MTV на MTV што има таа емисија музиката ја прави, Марк Мадесбро од Диво, има доста така интересни луѓе работат. И им пратив касета едноставно. И одма ми се јави одма по 2 недели и потпишавме договор за 4 албуми. Инаку главниот на фирмата е Габор Цуп, унгарец, познатиот уметник за анимација. Симпсонс ги има работено, после за Rolling Stones, за Beastie Boys спотови за анимација, така што Tonke Jultis се дел лейбл се од тоа студио. Имаш ли некои преговори со некои други издавачки куќи? Мене овие најмногу ми се свиѓа. Со Hyperion имав муабет германците, ама слушав дека ништо, мислам, овие се поголема работа, поголем маркет и се така ги држат и Европа, се дистрибуираат преку Cargo, Cargo им е дистрибутер, што се Cargo, мислам колку познато Offspring ги има преку нив главно ги бутка, така што дистрибуција во цел свет ќе биде, ќе немам проблеми со тоа. Бидејќи го немам се уште преслушано материјалот, да. Можеш ли да кажеш некои зборови каде се движи одредницата на звукот? Експериментален. Има ли поголеми разлики од оној претходен материјал? Има, мислам, овој има доста електронско влијание, мислам, влијанието на Кирил е исто многу битно. Заедно изработивме неколку песни. Атентат, Полен, Кирил сам изработи Ортома. Мешан, многу е мешан, има и мизар влијанија, доста. Кои се луѓето кои што го работеа? Го работевме, мислам, тука сум јас, секако и нормално Стојановски Илија, како членовите ние двајца сме на Кисмет и Кирил. Добро, слушнав дека во Австралија сте имали некои концерти за овој период. Сега правевме баш со Кирил промотивен концерт во Корнер хотел, беше одлично. На 15 правевме, добро помина, албумот одлично оди. Мислам, имав една статија во тој Herald Sun, скоро 4 страна, што се продава најпознат вестник, знаеш, дневен вестник. Нешто код тука кон Нова Македонија, код дневник, знаеш, у милион примероци, така што пола страна во двоја за Кисмет, мислам, има слика на Зурла како свирам. Што е битно, мислам, ја шира македонската култура. Добро, за разлика од минатиот албум, кога се врати немаше овде или немаше таму припремено некои промотивни материјали, овој пат гледам дека овде и прес на Кисмет има некој спот направен, изработен. Направивме спот за Venus in Furs, заборев да кажам некој исто. Си продолжувам со таа традиција на секој албум да правам обработки на песни што ги сакам. Така што сега ја направи Venus in Furs на Velvet Underground. Така, малце другачи стил, ама одлично. Добро, зборот ми беше дека се потруди овој пат Кисмет да не остане така на случајноста, него на вистина се. Добро, сега мислам, се имам и луѓе што стојат позади мене, американците ми помагаат усе, мислам, поддршка финансиска и секаква, разбираш, што е многу битно, знаеш. Како ќе оди македонската промоција на овој материјал? Па сега свириме на 20 септември со Кирил, заедно свириме и тој свириме во Куршумлијан и во Штип ќе свириме и сега ќе видиме, ќе пробаме сега во Струмица може да ќе свириме, да. Значи овде си на 19 ќе свириме на 14, а во Скопје на 20 септември. Добро, значи останува отворена понуда до оние кои што сакаат да ги видат Кисмет, дека се овде колку време си овде за да може да ја повикаат за свирка. Да, на располагање си 2 месеци, така? Да, нема проблеми. Добро, слушнав исто така дека планирате нешто и свирки за овој период, веројатно Хрватска, Словенија, Германија. Хрватска, Словенија, Германија свириме на втори свириме Бохум, трети Лајпциг, четврти Берлин свириме и петти, има шанси. Исто требаше да заборев да кажам за Кисмет
по магазиниве светски доста многу се пишува. Излегов мисто на компилација на Joy Division Tribute од тоа е Mia Mortal од Boston компанија. Во Германија веќе критики се така што можам да кажам работаа одлично. Да. Торо, можеш ли сега од зборувајќи за Кисмет да заклучиш приказната со Мизар дефинитивно? Можеш ли да кажеш дека е тоа завршено? Не е завршено, може ќе следниот албум Мизар ќе биде. Нема Кисмет, Мизар ќе биде. Не е завршено тоа. Тоа тек ќе се продолжи. Добро, уште ме интересира за оваа година и пол во Австралија. Знаеш што е битно за Мизар, мислам ја тек сега реализирав колку сме биле напред. Со првиот албум, ба сега го пуштав, правив интервју за едно радио во Австралија, Triple R и PBS, и го пуштав. Мислам, звучи тоа, луѓе ми вика кај сте биле, што сте правеле. Тоа било пред време, многу пред време. И тоа мислам, тогаш Македонија беше во Европа. Штета, мислам, што испадна така што не се гурна во светот, ама мислам го слушав двата албуми се глава боли. Добро, за крај останува уште да го Не се палам, веќе мислам што е реално, мислам. Тоа За крај останува уште да го најавиш спотот кој што ќе следува по разговор. кој што реков, сега ќе го гледате Venus in Furs, спотот на Кисмет.